За луѓето да те почитуваат не е важно колку имаш, туку кој си. Кој е Иван Јованов, фронтменот на Либеро бенд, знаат сите, особено девојките. А каков е кога нема микрофон во рака, откриваме денес. И да, можеби нема никаква врска со градот во кој што се наоѓаме денес, но имаме добра причина зашто сме овде. Демир Хисар, железната тврдина, со својата сценичност, го оправдува железниот карактер скриен во утробата на западно-македонските планински вериги. Велиме карактер, бидејќи каков што е и природно рудоносниот регион со железна руда, подеднакво цврст и железен, ист е и револуционерниот дух на местото по сите основи заслужено наречено Железник. Овде во Демир Хисарско природата е дива и драматична, сценична, колку што ветува и самото име, Железниот замок, на грчки Сидеро Кастрон, филмски атрактивен заради сите легенди, приказни и вистини кои го прават овој крај магичен, митски, поетичен и жуборлив заради брзаците на римски Еригон, денешна Црна, која се извива во низината меѓу Илинска, Плакенска и Бигла, планините со живописни села, дивеч и глеткиот кој застанува с дивот. Убавината и посебноста на овој цврст крај е токму во таа негова робусност, во лузните под облаците, во бушавиот густеж и чадот од оджаците на куќите, кои ги издаваат руралните вкусови на непокорниот запад, во кој живее табиетот, генот, налик на Пиреј. Денеска Пирејот е уметноста, весела и жива во песните на Либеро, новиот мастрав во стариот Сидеро Кастрон. Пред да ме истепаш, прво ќе ти кажам, извини што те разбудив толку рано. Добро. Добре, почнавме со смеење, тоа е најважно. Се шегувам, ти благодарам што го прифати предизвиков да одиме во една авантура. Јас кажав во најавата, иако ти не ја слушна, дека немаш можеби никаква релација со градот во кој што се наоѓаме во моментов. Ние сме во Демир Хисар. Ти си овде прв пат сум и јас. Стварно сум. Да, ама имаме добра причина зашто сме тука. Имаш некакви корени од еден град кој што е во близина, тоа е Битола. Да. А во Демир Хисар дојдовме заедно затоа што ова е еден од ретките градови во кој што никогаш не си бил ниту приватно, ниту си имал настап. Точно. Дојдовме да фатиме тезга, така? Јас сум за на Площадов, одлично ми. Слушај, ајде да тргнеме да шетаме па да видиме кај треба да оставиме флаерчиња, можеме? Можеме нормално. Иван, какво дете беше? Првото прашање. Иван беше многу немирно дете. Тепаше се што се движи. Меѓу кои учителки и другарчиња и девојчиња и види јас не тепав без причина. Тепав ако некој ми сгреши или му сгреши на некој што е со мене и што ми е многу драг. Значи не тепав без причина, ама едноставно сакав да вратам, бев таков памти и поврати. А сега мислам дека се сум обратно тоа што бев порано. Кога последен пат се тепаше? Ајде брзо признавај се. Па ја не се тепав, ама ме затепа. Девојчиња се степа. Бевме излезени во четвртокот во станица и се степа две групи на девојчиња каде што јас застанав во средина со цел да одбранам некој и на крај јас бев истепаниот. Тоа не можам да го кажам дека се тепав зашто мене ме мала. Ама стварно кога ќе мислам дека бев втора или трета година средно нешто така. Така нешто беше. Значи ти бил прилично немирен, добро е, се смири, ти дојде памет, инаку ќе требаше да разговараме јас на едниот крај од Площадов, ти на другиот. Не, обезбедување си има на Площадов, не пратиш, ника не чува. Како всушност ти се роди желбата за музика? Кога се запишуваше она дословно во средно или можеби и претходно се? Мене не ми се роди воопшто. Значи тоа беше желба на мајка ми. Прв, да речеме, што пробал музички да се школува во нашата фамилија, бил брат ми. И мајка ми го носеше брат ми на музичко, брат ми одеше на солфеш и на клавир. И брат ми додека вежбаше дома и пробуваше да вежба, иако и брат ми немаше некоја голема желба, мајка ми виде дека јас побрзо можам да ги отсвирам и да ги отпеам песничките што му беа зададени на брат ми. И мајка ми свати дека јас треба да одам на музичко, па брат ми брат ми прекина и јас почнав да одам.
веднаш ме примија на хор, тогаш функционираше хорот Пиколо. Почнав да одам одма и на виолина и на солфеж и така ми беше денот целосно исполнет. Значи одев целодневна настава во школа, одев на солфеж, па на виолина, па на хор и така се излегував од дома во 8, се враќав во 8, малку ми беше тешко. Затоа, ама сега не ми е жал за тоа, бидејќи мајка ми тоа што да речам ми го влијала како тогашна желба нејзина, не моја, сега резултира многу добро. Ти не се каеш, сигурно не се кае ни мајка ти, сега ми е јасно зашто го направила ова. Жената сакала да те смири, да те прибере, да не се тепаш по улици. Така е, така е. Не баш тоа. Види, почесто на нашите улици каде што растав јас си играше фудбал, не беше толку алармантна работата, но имаше проблем бидејќи јас сум растан во мало каде што бевме малце мешани, така да кажам, мултиетничка населба бевме. Ама ние се држевме многу, јас многу добро може 80% и разбирам албански, нешто турски, ромски, со сите сум бил секогаш окей. Затоа и репертоарот ти е сега добар. Така е. Слушај сега, да не останеме на площадов и да не излезе дека ништо не видовме од градов. Така е, така е. Одиме на прошетка, искрено јас не знам кај ќе одам. Ќе се снајдеме, некаде ќе одиме. Ќе го прашаме обезбедувањето. И мора да одиме некаде во природа, затоа што денеска ти е слободен ден, бегаш од свирке, малку да дишеме чист воздух. Со служба. Ајде, одиме. Одиме. Го спомена музичкото училиште, некаде по завршувањето всушност почна и она приказна за Либеро бенд, така скоро беше после музичкото училиште. Да, од кога започна колегите на академија, нели само што завршивме средно, така започна басистот Александар реши дека треба група да правиме, ние бевме уште пред тоа загрејани нели за сите да направиме група, у тоа време Амадеус беа во многу голем подеб и нас не имаше желба нели да бидеме Амадеус. И така се формиравме, поминавме ни добри 6 месеци во подрум, вежбајки репертоар за да кога ќе излеземе бидеме спремни. Па ни се посреќи во тоа време, ако се сеќаваш дискотеката Биту на площад. Браво бенд тогаш само што да не речам се распадна, него они работеа тогаш во Биту. Па прекина таа соработка и ние камањар во тоа време господинот Владимир, познат како Камењар, да не го кажувам по надимак, ни даде шанса, се представивме прв пат на публиката како бенд и од тогаш, после тоа прво представување, останавме цела сезона зимска, истеравме во Биту, после тоа нели почна настапи по другите градови, од која нели кога ќе свириш цела сезона веќе и од другите градови не дозна. И од тогаш ништо не отишло надоле, се одело нагоре, фала му на Господ. Тука сме кај што сме, со одлична цена, со одлична соработка со сите клубови, со сите кафичи кај што сме настапувале. До сега не се случило, да речам, да нема настап поради нашето име и нашиот бренд. Се надевам дека така и ќе продолжи. Сега, мене лично ме интересира колку е тешко, нели кога се поголема група на луѓе собрани на исто место, да ги надминете сите препреки, затоа што сигурно има и недоразбирања и нели проблеми, и да функционирате и да оставате во јавноста впечаток на безпрекорност. Види се, ни секогаш има, нели, ние еве и двајца сега да останеме 2-3 дена, сигурно ќе се подскараме за нешто. Ние сме се уште мислам дека едни од најдисциплираните момци како бенд во Македонија, ради тоа што сме секогаш принципиелни со договори, затоа сме петмина, петиот одлучува што како се ставаме на гласање. Имаме казни за ненаучена песна, за не знам како да кажам, ненаучен текст, не дојдено на време на проба, не дојдено на време на свадба, во дискотека и слично и според тие принципи, да речеме ние со тој буџет што се формира, нема да ти кажам сумите колкави се за каснење. А баш сакам да те прашам колкава е казната и каква е казната, дали е парична? Парична е казната и е доста солена. И значи не ти се исплати да направиш кикс, така? Па да речеме со од една година казни може една песна да се снима. Па сега ти види дали е тоа. Сега види, имаш разлика песна или хит?
Па сега хит, сите го чекаме хитот, ама песна по песна, мислам дека ќе стигне, еве сега имаме некои две песни што ни се во најава, уште не можам да кажам дека се готови, но во текот на неделава баш треба да ги снимам. Види, денеска имаш среќа што си стигна на време на договорената локација, инаку ќе си јадеше и ти казне. Сега јас, бидејќи не знам сумава, не знам дали ќе те казнев соодветно, ама склекови ќе правеше, верувај ми. Нема проблем, на тоа сум навикнат. Знаеш, сега не сум баш во некои спортски активности, така баш во форма, ама не е проблем. Ништо, одиме сега, одиме некаде да правиш склекови да видам во каква форма си да видам. Нема проблем. Ајде. Посета оваа природна питорескност загребале трагите на човечката технологија кои ги издлабиле ридовите во окна и каменоломи. Рудникот Демир Хисар е дел од западно-македонската металогенетска зона, која се протега од Шарпланина преку Тајмиште до Демир Хисар. Ноември 1964 година започнува големата рударска приказна со првиот рудник во состав на работната организација Рудници и железарници Скопје, која обезбедувал со руда и заедно со другите рудници представува главна суровинска база на предпријатието Железарница. Овие земјени корита со бразди и лавиринти, каде што механизацијата ископува камења и минерали, постојат за експлоатација и на сепариран варовник. Површината на ридовите човекот ја пренесува и моделира во објекти, згради, населби, градови, токму од ископот полн со камења и минерали. Најчесто каменоломите се експлоатираат за добивање на градежни материјали, како градежен камен, ситни пополнувачи, песок и чакал. Каменоломот Топлица, десно пред селото Слоештица, служи за добивање на сепариран варовник за изградба, го стимулира развојот на регионот и земјата и ја навестува приказната за Слоештица, нашата мала демирхисарска Венеција. Иван, не можевме да ја пропуштиме приликата да не ја посетиме и тоест да не го посетиме селото Слоештица, ова е родното место на Петар Андреевски. И сега можеби ти немаш нели врска со поезијата, ама имаш врска со музиката и нели за да се отпее една песна не треба да има само добра музика, треба да има и добри стихови, така? Така е. И сега предпоставувам дека тоа што работите, еве, споминавме колку 12 на години рековме. Да. За да нешто трае, треба да е добро. Така Вие освен на домашниот пазар се обидовте и на пазарот во соседството, снимивте нешто и на српски јазик. Да. И сега за плановите ќе зборувам малку подоцна. Јас би сакала да те прашам дали се сеќаваш на оној прв официјален настап и дали може би сте уште ти е свежо она чувството, сигурно имаше трема. Да, првиот официјален настап ни беше како и што ти кажав преска во клубот Биту, каде што бевме цел бенд и мислам дека некој од нас во бендот дури ја има таа снимка. Снимката е многу хаотична, се гледа, мислам, видлива е трема ради тоа што јас тогаш се уште не можев да се наречам пејач, ради тоа што јас сум инструменталист пред се. Јас завршив виола во нижо музичко свирев виолина. Никогаш не им планирав да бидам пејач. Станав пејач, така што би се рекло од мака. Немаше кој работа, ама не? Да, работата беше немаше кој да пее, па Иван, ајде ти имаш добра боја. На глас, ајде ти ќе пееш и така пропеав. И таа снимка е малце хаотична и не е за слушање. И па види сега, кога така ти правиш експерименти, работава сега, нели, овде сме поезија, рековме Петар Андреевски, Иван, нема кој да рецитира повели. Јас од рецитирање поезија единствено нешто што памтам и што знаме, на К15 Цацко кај што седи во парка 6 снимката. Кај што вика мна маро мори газиш јамболи укада, а од секс мара мори абер да се немало. Леле, види, овде јамболија немаме, изгазивме кал за она другото тит.
Иван, ајде да те прашувам подобро за музикава, Добро. оти ќе отиде кај што Ќе не отиде треба далеку муавета, муавет. да. Рековме, првиот настап, како дојде до идејата да ја направите првата ваша песна и дали таа можеби ги исполни сите оние очекувања, сите оние, ќе речеме, детски соништа кои што ги имавте кога нели ви беа пример, рече Браво бенд, Амадеус бенд. Така, значи првата песна дојде многу спонтано, ние уште што се вика не ни бевме нешто многу актуелни, единствено свиревме во Скопје и првата песна беше многу спонтана ради тоа што на местото каде што правевме проби, кај Александар кај басистот во подрум кај него, каде што правевме проби, имаше ваша колешка новинарка Ивана, да си ја поздравиме, она имаше песничка напишана во незиното детство и првата песна ни беше Ти признавам и текстот е нејзин. И она таа песна има напишана во детството и беше неа многу драго, се најдовме, тоа се случи се во еден или два дена. Она беше случајно дојдена на гости кај братот на Александар. И така се погодивме сите заедно на една тераса и текстот се поклопи со мелодијата и така снимивме. Случајно пропеа, случајно снимивте Да. првата песна, случајно се најдовме во Демир Хисар, од тука намерно одиме на следната локација затоа што малку е ладно, така? Малце повеќе. Ајде одиме. Дефинитивно, Демир Хисар има силен карактер, но и ведар дух, остра мисла и духовит табиет. Овде јунаците се мечуваат со перо и четки, пишуваат, сликаат, сонуваат. Си имаат амбиент на мала Венеција, а политиката се бистри сред село, во Белата куќа, бидејќи луѓето се чешит, шеговици. Селото изродило великани и харизми, мајстори на зборот, ковачи на мисли и мудрости, сликари на епохите. Арт Пойнт Гумно е уметничка резиденција, креативно огниште на сликарските колонии. Тие овде заседаваат, поентираат, творат. Низ калдрмите и макадамите се чувствуваат зборовите на Петре М. Андреевски, во кој вечно проникнува нашиот идентитет. Ние македонците сме троскот, пиреј, не требат, не пустат и пак не има. За жал, новото време не удира со сабија, непријателот е поинаков, а пиреот кинисал да се инаети по светот, оставајки зад себе празни и напуштени одаи. Слоештица е жив споменик, адреса на уметноста и добронамерниците кои бараат стреја, инспирација и авантура во Демир Хисарско. Овде има што да се види, доживее и вкуси, од писмо до пушка. Може да ловите пейсажи, приказни, риби, дивеч, врвови и визии во кои најубавата е својот крај, виден жив, полн и богат со животна еуфорија. Денеска таа има облик на песна. Цени по една скала, го чувствувај се како на свадба, како да одиме кон олтар. Ова генерална проба правиме? Реална права за свадба. Не Слушај, знам дали твоја или моја, битно правиме права. Да направиме за неколку, како и да е. Слушај сега, Ајде слушам. доста беше работа, мислам дека дојде времето кога ќе треба малку да уживаме. Ретко имаш прилика да се одмориш. Постојано си со настапи, предпоставам, туку знам дека ти ја сменат биоритмот, кога нели сите работат, ти спиеш, кога сите се забавуваат, ти работиш. Така е. И кога сакаш да избегаш, на почетокот на разговорот ми кажа дека знаеш да отидеш во околината на Битола. Пелистер. Така, што е на друго што го правиш за да се релаксираш? Па она што го правам да се релаксирам, најчесто играм фудбал со пријателите, рекреативно, не професионално, да речам полупрофесионално играме во една лига. Таму сум со моите најблиски пријатели од детството. Многу често порано одев до месец април во теретана, спортував така, но сега имам некои здравствени проблеми и морам да одморам од теретаната, но трчањето не го заборавам на играње футсал. Сега нема да играме футсал. Добро. Или фудбал во сала, толку знам јас Мал од фудбал, спортот, така. мал фудбал. Нема значи да играме мал фудбал, нема да трчаш, сега ќе седнеме да се уживаме затоа што како викаат, ако отидеш во еден град,
Ако не пробаш некој локален специјалитет, исто како да не си Да бил. не си Дојде нели моментот кога треба да седнеме да уживаме и конечно да бидеш ти некаде гостин. Чекај малце. Јас ти не ми дозволи да довршам. Извините, Јас се релаксирам и во кафана. Разбираш, само што ти не ми дозволи да се довршам. Почнавме да збориме нели многу за одморот. Иначе и јас би се одмарал во кафана пред се на вакво високо, убаво и чисто место. Местото се вика Горна куќа. Горна е затоа што сме некаде горе, на убаво, нели на чист воздух. Сега има да се надишеш. Зашто периодов е полн со настапи и на тие настапи нема чист воздух. Да. Затоа сега надиши се, наполни ги белите дробови, нели со кислород. Батеријата на 99. Така, батеријата, крвни зрнца, се тоа како што треба, одиме да каснеме нешто. Време е, нели? И да пивнем. Ајде. Ти ќе пиеш, ја нема да пием. Ти ќе пееш. Јас ќе запеам, не. Ајде. Кога ќе се обединат духовната и природната чистина, тогаш местото станува светилник со душа и аура. Едно такво тивко и спиритуално место се вгнездило на источните падини на Илиница, на 2 километри од Демирхисар. Слепче, распослано во дабието, реже со кислород, плакне со шумски ароми и ги воскреснува душите оптоварени со бигор. Името го добило, велат, по ослепените Самуилови војници во Голготата на Беласица. Овде пулсирал културниот живот, стимулиран од еден од најголемите средовековни книжевно-уметнички центри, Слепчанскиот манастир, посветен на Свети Јован Претеча. Според пишаните извори, манастирот датира од 14 век, но според легендата го изградила Самуиловата ќерка Косара во 11-тиот. Денеска тој е ризница на богато книжевно наследство и стреа на секој кој тежнее по духовен мир и возвишени димензии. Овој убав крај со илинденски атрибут. На секоја педа има приказна која чека да биде напишана, раскажана, испеана. За среќа, гласот го имаме, а песната сама ќе си дојде. Ти си како од сон и не знам дали сум буден или пак те сонам, види живот мој за ти да бидеш моја, само моја. Овој живот доби смисла, постојам. Ти си награда што морам да ја освојам. Јас сум среќен човек, живот е награди ме, да вечно да ми заспива наградиве. Убава кој икона, јас заљубен ко никогаш, не ми треба никој. Значи не се смеј, ќе бидеме сериозни. И да бидам боси гол, се е толку небитно. Иван рече дека многу сакаш да одиш во кафеана. Да. Желбата многу брзо ти се оствари. Ти си мојот чаровњак. Јас денеска добро е што не завршив тепане на крај. Не. До тука убаво си поминавме, од тука сигурно ќе биде овој поубавиот дел. Ова е кулминацијата на Нели? денешниот ден. И сега, јас не знам, бидејќи рековме дека сме прв пат и двајцата во Демирхисар, прв пат сме во овој убав ресторан, се обидовме да побараме нешто здраво, ама и нешто што е карактеристично за овој Автентично, за така, крај. овој ресторан. Се надевам дека ти го погоди вкусот. Знам дека и покрај тоа што рече дека не вежбаш, се грижиш за исхраната, внимаваш што јадеш. Ајде, брзо, кажувај. Што да кажувам, значи Извини, само морам ова за девојките важи, затоа што како има, не, ама морам да кажам. Ајде. Има една таа не е народна, ама така една нели обнародена мисла која што вели до срцето на мажот преку стомакот. Ова е за оние кои што сакаат да го освојат срцето на Иван, да знаат што да му сготват. Кажуваш што јадеш брзо. Сане ти благодарам за овие убави зборови. Иван јаде се освен печурки. Така да многу лесно може да се задоволи мојот стомак со храна, поготово со волкувави салати како пред јадење. Иначе јас сум месар, така по природа си јадам многу месо.
ама најчесто го јадам само со салата. Не преферирам многу леп, помфрит, такви работи, дури ни ориз многу не конзумирам. Дали се сеќаваш, еве морам да откријам. Ајде да откриеш. Дека се познаваме, тука нема дилема. Дека сме разговарале нели и ќе речам Приватно. пред камерите и зад камерите. И сега во една прилика бевме на една убава дружба и ти ми рече јас и ти ако влеземе во кафана, тоест во кафејана, нема да излеземе 3 дена. Ама тоа не беше во смисла дека ние треба нели да пиеме, да јадеме, туку зборувавме на тема музика. Зборувавме на тема музика и јас многу добро се сеќавам на На моветот и моментот. ти кажав дека јас и ти сме само за да одиме заедно во кафана Така. или да бидам во можност и јас да ти пеам во кафаната. Ете така, јас, значи добро е што го паметиш муабетот, го чекав моментот, го дочекав. Иван, Са, баш во емисија. Баш. Па сега ти имаш репертоар од Силвана до Нирвана, така се нели се кажува. Така се кажува. Јас Не се кажува, така е. Така е, добро. Така е. Јас имам некое уво кое што е поприлично, сега не знам дали е изострено, ама имам добар репертоар и јас, не знам да пеам, тоа да. Се сложувам. Добро се уво имам. сложувам. Сани има изврсен репертоар. Иване, те молам, погоди ме со некоја песна. Леле, која че, што спомна Силвана? Šta će mi život bez tebe, draga, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam, sani skoro svake Nemoj, noći, aman. samo si ti u srcu mom. Ова е женска песна, рефренот ќе ми биде малце висок, ама ќе ти отпами некоја друга ако ти интересира. Не, јас, значи, седам, еве, си имам се што ми треба мене за да сум во... Не ми текнува некоја Супер песна разпо- наменски сега за вашето име. Има една, ама сигурно не ја знаеш, таа многу стара песна и реко која ја знае, за Александра. Да? Да. Сварно не ја знам, треба да ја научам. Ништо, за следната прилика ќе ја научиш таа, туку чекај да те прашам нешто. Го чував ова кузнеш, ќе прашање прашам за сега, малку добро. подоцна, Ајде. ама сега еве си ме сонувал, мислам не тоа далеко од тоа, во песната е ова. Да. Извесно време си соло. Да. Нема да те прашувам на таа тема, кажано е и што треба и што не треба. Навистина нема потреба нели да будиме сега стари духови, не е ни време ни место. Се сложувам. Многу ме интересира што е она што треба да го има или да го направи една девојка за да те освои. Лично мене или општо разговараме на темата? Тебе. Лично мене? Да знае да ме насмее, да ја прифаќа мојата шала, да е културна, образована и да знае што сака. Девојки, слушнавте? Конкурсот е отворен, пријавување почнува од денеска. Не, сите мои пријатели ме знаат каков човек сум. Јас се немам скарано со никој во животот, дури со најголемите душмани, да кажам, сум во добра корелација. Така да, многу е тешко да се скараш со мене, не сум воопшто конфликтна личност. Така да лесно се доаѓа до муабет со мене, до разбирање и слично. Паметиш ли некоја случка која што ете ќе ти остане во сеќавање, освен она кога за малку ќе добиеше микрофон во заби, таа ја имаш раскажана, претпоставувам некои други такви непријатности или не знам, можеби девојки ти доаѓале пред града затоа што сепак вие сте машки бенд, сите сте нели млади, Да. убавината е релативна работа, меѓутоа за секој нели Така да некоја актуелно става така. моментот и сите тие работи. Паметам една, да кажам, по мене малце и ризична ситуација. Нема да кажам каде, нема да кажам во кој град. Едни девојки славеа како што го викаат, нели, девојачко вечер, тоа не е македонски збор. не Моминска знам, вечер. Моминска вечер. Ете. Беа околу 40-тина, можеби 50-тина девојки. Тие цело оделение биле на моминска вечер. Цело оделение. И едната од девојките вајда дови излив на емоции, не знам. Купи ружа од една женичка, ама не купи една ружа. Првим купи една, па после купи повеќе ружи. И ги зема ружите. Бидејќи на местото бината беше малце подкрената и ние бевме доле, тоест ние бевме горе, не беа подоле. Со едната рака за каишот и ружите во панталони и јас имав долго време една, може да кажам, едно 30 сантима рана на мојот стомак, бидејќи бев изгребан од ружите. И после тоа имаше и крв и све тука на настапот, сетија си, ама тоа брзо Значи, се апел санираше. купувајте ружи без трње, така? Така.
Девојки купувајте ружи без трњава, мамо. Колку си сега, ете, од оваа временска дистанца, спремен и можеш да веруваш во љубов? Секогаш верувам во љубов. Затоа што љубовта постои, нема потреба и тоа е за мене глупост е да кажеш дека некој кој ќе ми каже не верувам во љубов. Не може да не веруваш во љубов затоа што љубов не е само кон една особа или кон некој што треба да бидеш, него љубов е се е љубов. Љубов е сега што си боцнав од салата, што е прекрасно, што си каснав и тоа ми е убаво и тоа е све е љубов, ме разбираш. Јас пеам за љубов, живеам за љубов. Љубов е семејство, родители, пријатели. Се е љубов, така да не е мерило според мене тоа што се случило. Треба да гледаме сите напред. Љубовта секогаш човекот нема граници, нели? Што било, оставаме таму кај што е, нека стои. Така е, сите нека се живи и здрави, така. кој како му е патот. Рече пееш за љубов. Според тебе, која е најљубовната песна? Онака може, не знам, може најромантична, која е песна што ти буди еве тебе лично некоја убава емоција? Ау, знаеш како, многу е тешко да прашаш ако прашање музичар, затоа што ние пееме 90% од песните се запишани за љубов. Може да ти кажам така у моментов нешто да речеме што Гледај за среќната, молам, немој да за некоја тажна љубов. Да, па сите се за тажна љубов, најчесто. Многу тешко да најдеш песна за среќна љубов заради тоа што луѓето пишуваат музика и добиваат инспирација во тажни моменти. Не знам зашто, но тоа е секогаш така, поготово во музиката. И најдобрите песни се правени кога ќе размислиш во најтешките моменти на авторот, на писателот на текстот или на авторот на музиката. Но знаеш зашто е така? Човек кога е среќен нема време да седне и да размислува. Лета некаде постојано е во движење. Кога е во некоја тешка фаза, да не речам депресија, тогаш седнува, веројатно размислува и става Така, става харта, да. Добро, ај тогаш вака ќе го преформулираме прашањето. Која песна, еве, ти би ја предложил за прв свадбен танц? Таа мора да е среќна љубовна, нели? За мене една од најубавите песни што и ја имам пеено и ја пеам многу често за прв танц е од Нокаут, Лебедот бел. Јас те послушав тебе дека денеска нема диета, нема режими. Дефинитивно горна куќа е место во кое што се кршат сите правила. Да. Овде е се домашно. Јас вакво нешто одамна немам видено. Да. Значи све што пробавме до сега беше фантастично, а беше само салата. Ова е некој предјадење, така ни кажа, да. Ја мислам дека веќе ќе се најадеме, ама нема врска. Ова е компензација за будењето во 8, ми рече дека си станал толку рано кога си одел на одмор и заради мене, така? Да. Види, нема да ти кажам дека ти благодарам, мезни. Ќе мезиме заедно. Да. Сега јас останав на зборот, оставам да си го одржиш зборот ти, чекам да видам ако не беше љубовна, весела, може да е љубовна тажна, ама оставам кога ќе бидеш ти расположен, да не речеш дека те викнав и те терам со сила да пееш, да. Не, оставам на тебе кога ќе почувствуваш дека треба да ми отпееш нешто, отпеј ми. Рече дека имате две песни на кои што во моментов се работи. Да. Знам дека ќе работите со Лазар Цветковски. Да. Моментално едната песна е 90% готова, работиме на другата песна, се двумиме за текст. Ена малце ќе ни помогне, Велена, сестра му на Лазар, чекам да ни помогне да видиме дали ќе се вклопи текстот како што планираме. Една песна би требало да излезе, ако даде Бог, до крај на оваа година, а наредната би била за 3-4 месеци од негде март би требало да излезе. Двете песни ќе бидат со спот. На Лазар Цветковски е првата песна и со текст и со аранжмани со се, а за вторава ќе видиме дали ќе помогне сестра му. Му дадовме на него да диригира во песните ради тоа што човекот едноставно се посветува на македонската музика и искрено сакаше многу да ни помогне како бенд и мислам дека проектите ќе бидат до сега нешто најдобро што имаме сработено. Иако имаме многу добри проекти позади нас, мислам дека ова ќе биде како едно обележување на досегашната, да речам, 10 годишна работа, не ги рачунам тие година и пол, две, нели што беше коронава, бидејќи нели. Ти ги бројам ја цело време 12 ти ги кажам, ти ги броиш, да, ние седевме дома, нема врска, мислам. Нели тоа ни беше како да кажам, како една што викаат памет у глава.
Значи сите размисливме дома што треба да работиме, како треба да работиме, кој како треба да пее, кој како треба да свири. И малце ни ги отвори очите и дека не е се во музиката, дека треба и нешто друго да се работи, бидејќи ние бевме нели навикнати влезење во еден бубањ каде што цело време си на настапи и ништо друго не те интересира. Увидовме дека треба да има и друга работа, другите колеги веќе работат, само јас и бубњарот не сме вработени, да кажам, иако работевме за време на короната. Јас ти излеков денеска од дома, се надам дека, не се надам супер ти те гледам се смееш, значи расположен си, немам веќе немам грижовност ова што те буде толку рано. Не ни треба. Да упатиме еден заеднички апел дека треба да се почитува домашната музика и сцена, не само македонските производи, така? Апсолутно, и крената е тоа свест полека, многу полека, ама многу, енормно многу полека се движи тоа. Гледаме големи концерти, значи Владко Лозановски. Значи има 2 бона, и значи еве ги next time ќе прават. ДНК направија спектакл. Значи што искрено јас, иако се познавам лично и со Андреј и со Панчо, значи јас искрено не очекував толку публика да има. Знаеш како сите после Тоше мислеа дека не можат, ради тоа што он беше толку голем што не само ниво Македонија, на Балканот таков артист веќе нема да се роди. голем товар и веројатно тоа беше проблем. Знаеш како кога имаш еден пример што недостижен е, реално јас мислам дека се уште не постои артист што може да достигне ни неговата слава, ти да имаш тоа преку 70 хита песни ти да пееш на концерт, сите да ти ги пеат, значи тоа е нешто многу сериозно. Се драго ми е што има луѓе како вас кои што навистина се трудите и не се откажувате. Тоа е, мислам дека тоа во ситуацијава е и најважно. Ние сме бенд, не сме име и презиме. Така. Значи, ето стигна веројатно и главното јадење. Печено селско лепче со масло и пипер. Ако ова беше пред јадење, кој знае какво е главно во јадење? Не знам што ќе правиме со главното. Една мала помош. Една мала помош, тоа беше ова Да, до сега. што има овде во овие? Или ручик, ви спремивме свинска коленица, печена во фурна, прасечко печење, домашен кубас, чаден и ребро од фурна. Значи овде се е домашно, се е таза приготвено. Таза подготвено, гарнир имаме помфрит. Што беше пред јадењето? Пред јадењето имаме питулици, домашни питулици, со лук и изварка, 2 врсти на питулици, имаме мазник со изварка и зелник со спанак и изварка и овчор средно. После ова ни кажавте дека имате и соби овде, така да веројатно најдобро ќе биде да си легнеме после ова јадење. Дојдете, пријатно. Благодариме. Имало ли некои други ситуации кои што етам или можеби ситуација некоја која што ќе ти остане за секогаш во сеќавање без разлика дали било позитивно или негативно? Да. Јас негативни работи не памтам, тоест памтам многу добро, ама гледам да се изолирам од нив. За мене, да речам, прв најдобро искуство, не најдобар настап, беше настапот пред, и тоа ни беше како една кулминација, да кажам, во кариерата. Имаше некој надпревар објавен, не се сеќавам точно на која емисија, мислам дека исто беше бекстејдж. Уште не знам пред колку години беше, имаше конкурс на бендови како кој да биде предгрупа на Желко Јоксимовиќ. Тогашен концерт имаше во Дојран и во Охрид и ние како група победивме, како најгласани бевме на сајтот и тоа ми беше еден прв голем настан каде што пеев пред поголема публика. Така. Тоа помина многу стресно. Ради тоа што ние бевме сите многу млади, не само јас признавам дека и 90% мислам дека јас имав најголема трема, значи дури микрофонот не можев да го држам, рацете ми се тресеа, а во Дојран имаше енормно многу комарци. Тогаш јас уште читав текстови од пулт, напишани испринтани на лист и ја чувам уште таа тетрадка дома со репертоарот, точно кои песни се, кои текстови се. И има, не знам, по 4 или по 5 комарци има на пултот што се лепеле, како сум ги вртал. Уште стојат во тетрадката? Уште стојат и комарците, да. Како инсектариум ми се направени и тоа ми е оставено така во сеќавање, ради тоа што тоа беше толку неподносливо. Ќе ме почекаш додам до таму ми е паричникот за бакшичот да го спремам затоа. Не, седи само кажи песна. Не, оставам на тебе, ти ми го знаеш вкусот.
Не, јас инсистирам. Не. Јас Како инсистирам. джубок сработа? Значи, ако сакаш да е народно, сакаш да Не, е види, македонска, сакам да е некоја македонска. Искрено, ние сме во една средина во која што од која што потекнуваат многу револуционери, така големи комити, или да. ете така. Па ете во име на тоа, можеби една убава македонска песна затоа што и искрено многу сакам Ќе даеш бакшиш? Не бе, не за без бакшиш, за договорен храна. за хранава, за компси. Ja izlezi, Gjurgjo, ja izlezi, sestro, ja izlezi, Gjurgjo na penđere. Aj, ja izlezi, Gjurgjo na penđere. Da gi vidiš, Gjurgjo, da gi vidiš, sestro, da gi vidiš, Gjurgjo, komitite. Aj, da gi vidiš, sani komitite. Иван, после песнава и после ваква една дружба, навистина ми останува само да ти кажам неблагодарам, жал ми е што немаме повеќе време. Не ми е жал што те разбудив. Се надам дека не ти е и тебе. Ќе имаме прилики да се дружиме надвор од камери, затоа што тогаш веројатно ќе можеме да бидеме и поопуштени. Да, апсолутно. Освен што ми останува да ти се заблагодарам што прифати без да прашаш и каде одиме и зошто одиме. Им се заблагодарувам на моите пријатели Бубе Студио Ин и Бутик Reserved и не знам, или кажувај нешто или запеј. А можеш и двете. Што да кажувам, значи јас тебе те познавам и приватно, целата оваа прошатка, целата оваа прекрасна атмосфера, овој воздух што го издишавме денеска, овој мојвеќе што го направивме, ова прекрасно јадење и оваа позитивна енергија, не знам како да кажам, и моето гостување во твојата емисија ми беше, знаеш и само како што кажа дека не прашав каде ќе одим и што ќе идем, мене ми е битна секогаш дружбата. Мислам дека си поминавме и ние преубаво, позитивната енергија ќе ја осетат и гледачите. Едноставно, емисијата ти ја пратам бидејќи сите гости што ти гостувале 90% ги познавам и лично. Последната ја гледав емисијата баш со Боби. И така не ни планирав да те прашам кај ќе одим, ради тоа. Затоа што видов дека е се опуштено, знам дека ти си опуштена, дека не читаш прашања, дека прашуваш инстант, дека знаеш и само знаеш дека ти кажав дека можеш да ме прашаш што сакаш. Така да се чувствувам прекрасно и мислам дека ако не продолжиме во оваа емисија, ќе продолжиме приватно во некоја друга кафејана. Завршуваме со песна, ти кажуваш работи, почна да кажуваш работи што не треба. Значи пеј подобро, Сани, те молам. Те молам, кажи ми ти што сакаш да ти испеам. Една убава македонска, ајде. Уште една. Ајде. Да не сакаат нешто зад камерите. Изненади ги. Jovano, Jovanke, kraj Vardarod sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo se na gore gledaš. Kraj Vardarod sediš, mori belo platno beliš, belo platno beliš, dušo, srce moje Jovano.